Се повеќе е известно дека црната листа на САД ќе се проширува со имиња на македонски граѓани. Листата е динамична и отворена, па во секој момент на неа може да биде додадено ново име, обелодени американската амбасадорка во Македонија, Анџела Агелер. Сепак, таа потврди дека не постои рок кога новите имиња ќе бидат додадени. The list is one that is very dynamic. There are always names being reviewed and discussed. I don't have a timeline because that is Washington's decision, but I can assure you that as we speak, there are a number of names that are under consideration, and as always, we look forward to adding new names. So we will make sure you know about it when it happens. Скандалот со упадот на членовите на Судски обвинителски совет во управниот одбор на Академијата за суди и обвинители го забележа и американската амбасада во Скопје. Амбасадорката Агелер е прецизна дека јавноста мора да добие објаснување и одговори за скандалозното однесување на членовите, што предизвика лавина реакции во јавноста. I don't have a particular view on that because I don't have all of the details, but I do know that it's critically important that these allegations and comments and suggestions be very carefully reviewed, and frankly that they be reviewed in a way that the public receives an explanation of what questions are being asked and why, and what the motivations are behind those investigations. Имено, во Македонија ќе се лансира правосудна мрежа составена од професионалци, припадници на кривично-правниот сектор. Оваа иницијатива ќе биде модел за другите земји од Западен Балкан, а во наредните 2 дена представници од институции што истражуваат криминал заедно со гостите од регионот ќе ги дефинираат деталите. Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај вели дека за успешна борба против корупцијата не треба само независно судство, туку и добро обучена администрација, како и мрежно дејствување на институциите. Јас лично се заложувам за целосна соработка со сите институции и сектори кои што се посветени на борбата против корупцијата. Работата на Државната комисија за спречување на корупција, управата за финансиско разузнавање, финансиската полиција и со сите други релевантни тела, исклучително е важно ова да го обезбедиме и тие напори ќе бидат поддржани, вклучително и финансиски, и ќе работиме заедно да обезбедиме опипливи резултати. Антикорупцијска, финансиска полиција, УЈП, како и судот и обвинителство. Се очекува представници нови институции да станат дел од правосудната мрежа каде ќе разменат искуства и ќе придонесат во борбата против корупцијата. Оваа мрежа има за цел да ги охрабри оние кои делуваат против корупцијата и не потклекнуваат под притисоци и влијанија.